24 анализа, добро вечер. Зголемување на образовниот квалитет или политички упад во високото образование. Дали академската титула станува достижна само за богатите, како што тврдат дел од опозиционерите, бидејќи се предвидува значајно зголемување на критериуми за наставно-научно звање. Се минира ли академската слобода или пак се воведува ред по европски стандарди? Со ова правам вовед на вечерашната тема, предлог закон за високо образование, ја бранува јавноста во овој период, остануваат мислам околу 8-9 дена до финализирање на верзијата која е предмет на јавна расправа. Во студиото на оваа тема разговарам со креаторот на законското решение, предлагачот, министерката за образование Весна Јаневска. Добро вечер. Добро вечер. И од мојата десна страна, представник на опозицијата, воедно човек од универзитетската фела, од професорската фела, пратеничката Бисера Костадиновска-Стојчевска. Добро вечер. Добро вечер. Ке ми дозволите во воведот тема на денот денеска ни е Артан Груби и неговото појавување пред надлежните институции. Ние како медиуми објавивме уапсене, но за волја на вистината фактот е дека тој сам се предаде на граничниот премин со Косово. Најнова информација за гледачите да прочитам, која што веќе беше соопштена и во текот на вестите. Обвинителството бара куќен притвор за Артан Груби поради безбедносни причини, па и веќе прочитам дел од официјалното соопштение. По однос на мерките за обезбедување на присуство на второ осомничениот во понатамушниот тек на постапката, основното јавно обвинителство Скопје предложи замена на мерката притвор со мерка куќен притвор и одземање на патна исправа, имајќи го предвид фактот во најголем дел се обезбедени доказите во текот на постапката, дека истиот, се мисли на Артан Груби, доброволно се пријавил на органите на прогонот, како и дека постојат индиции дека во притворското оделение не може да се гарантира неговата лична безбедност, кои индиции се подкрепени со известување од надлежните органи. Исто така, индиции за загрозена безбедност се однесуваат и на членовите на неговото семејство. Барем по што го видов пред да влезам во студиото, пред почетокот на емисијата, Артан Груби од обвинителството веќе е во кривичен суд, каде што треба да даде исказ и треба да видиме каква ќе биде одлуката на судија на претходна постапка во однос на ова барање, потенцирам на обвинителството, по барање и предлог на одбраната, Артан Груби да замине во притвор, по бегство да замине во куќен притвор, откако го немаше и беше избеган од државата 1 година и 3 месеци. Ајде да стартуваме емисијата, не можам новинарски да не ве прашам, еве еден коментар, представници на власт, представници на опозиција, ваш коалицијски партнер беше, во вашата влада беше вице-премиер, прв вице-премиер, како го велиме Груби. Министерка, очекувавте ли ваков, како ја перцепирате оваа ситуација? Една оценка еве ваша, една перцепција за развојот со Груби. Јас од секогаш сум мислела дека е добро обвинетите да се исправат пред законот и да се обидат да ја докажат својата невиност, ако се невини, или честно да си ја отслужат својата казна, ако се докаже дека се виновни. Од тука сметам дека овој потек е добар за целото општество, особено за младите генерации, нели јас сум ресор образование, кои треба да имаат добри примери, примери и водичи во животот кои ќе покажуваат моралност, стабилност, интегритет дури и после направено лошо дело, а не поинакво однесување, па од тука сметам дека од ова може да излезат многу добри нешта. Добро, Стојчевска. Па добро, јас се надевам дека исто како што истакне министерката, ова е дека е добро секој ден кој што е обвинет за едно дело да биде изведен пред судот, да се откријат сите докази кои што се имаат против обвинетиот и да се заврши еден кој да е судски процес на еден фер начин со тоа што ќе се овозможи и одбрана и презентирање на доказите, па на крај да се донесе на правична одлука. Секој што погрешил или треба да докаже дали навистина погрешил или бил неправилно обвинет. Само уште еднашка да кажам, значи Груби го немаше 1 година и 3 месеци. Некако
случајно или не, на денешен ден во 2021 година Мијалков го направи истото, се појави пред кривичен суд. До тој момент го немаше 3 дена и беше прогласен 3-4 дена за бегалец, и нашата телевизија тогаш му ја сними изјавата во која што тој на денешен ден рече: се предавам на органите на прогонот и не сум бегалец. Врие на социјалните мрежи од коментари, особено по овој предлог на обвинителството Груби да замине во куќен притвор. До прва темата ќе работиме и ќе анализираме секако, има и политички позадина, и консеквенции, и причини, и последици. Ајде за она за што сме во студиото, замолувам малку за концизни одговори, за да можеме да исцрпиме повеќе од позиција од предлог законот. Министерка, вие сте во обиколка на универзитетите, бевте битула денеска во Скопје, мислам на најголемиот, тоа е најголем универзитет УКИМ. Конкретно да ве прашам, на кои позиции најмногу има забелешки? Прво би сакала да им се заблагодарам на професорите од УКИМ за нивното присуство. Имавме 3-часовна плодна дискусија, на моменти со малку поизразена нервоза и меѓу двете страни, иако ние сме една иста страна, нели, ние имаме партнерски односи, токму затоа се и дискусиите за да направиме подобро, заеднички да направиме подобро решение на законот. Она што генерално се дискутира е тој членот 161 во кој се одредени критериумите за професионално напредување на наставно-научните звања. Да, беше спомнат еден член во кој се вели дека министерот добива поголеми ингеренции отколку што академската заедница смета дека треба, и тоа се толкува евентуално како некаков упад во автономијата, и дополнително уште еден член во кој станува збор за универзитетскиот совет, кој не е новина во законот, кој постоел и во претходниот закон, но никогаш не профункционирал. Генерално, најголемо време дебатата се водеше околу базите Web of Science, Scopus, критериумите на природните науки, обштествено-хуманистичките науки и на уметностите, со тоа што јас еве би сакала да информирам јавноста во вашата емисија, дека ние веќе почнавме со одредени корекции. Законот е огромен, пререгулиране, но бидејќи работевме на урнек или костур кој го даде интеруниверзитетската комисија, интеруниверзитетската конференција, сакајќи да покажеме почит кон неа и незиниот труд, ние работевме врз таа драфт верзија и согласни сме дека можеби е пререгулиран, но во овој момент ценеше работната група со која имав јас контакти дека е добро да остане така, а некогаш во иднина да го направиме онака како што треба, малку поевропски. Сега не ве разбрав, дел од овие забелешки кои веќе се испорачени, бројни има и на енергија отвори. Да. Таму реагира универзитетската фила, звучни имиња од универзитетите. Со сериозни забелешки зборувам експлицитно, не еве на повеќе страници, ова е например забелешка само од еден професор. Дали спомнавте, останува вака законското решение или ќе прифатите дел од забелешките? Дел од забелешките ќе бидат прифатени. Ќе одиме сега на тоа што ќе биде прифатено, останувате на позицијата, она што го рековте, законот нема да биде повлечен. Да, како позиција да сме на чисто. Законот нема да биде повлечен. На младите луѓе и на оваа држава и треба овој закон, односно нов закон за високо образование, за да можеме да го подкренеме квалитетот на образованието, да ги направиме нашите универзитети и професори видливи, да воведеме меритократија, да поттикнеме интернационализација, вмрежување, поизразена научна дејност, затоа што образованието и науката се базата за се. И поврзани, тесно поврзани, и од тука и многу други елементи има во законот кои мотивира и за студентите особено, но не стана збор за студентите. Многу кратко, при што една помала група
одлучи дека треба да дискутира на тоа зошто им бил зголемен мандатот, тие сакале пократок мандат, представниците официјални беа задоволни од промените во законот. Значи има разногласие. Ќе одиме има разногласие. Една по една позиција, да отстапиме простор. Сега по ова што го слушнавте, дали СДСМ ќе обстои на ставот дека законското решение во пакет какво што е предлогот треба да се повлече или можеби ќе почекате да видите еве кои спорни позиции можеби ќе се коригираат? Јас најпрво би започнала од тоа зашто нашиот став беше дека овој закон треба, предлог закон треба да се повлече, затоа што овој предлог закон представуваше една преголема генерализација на и поистоветување на сите видови на науки кои што тој закон ги опфаќа. Имаше доста навистина голем број на забелешки и реакции, но откако можеби тие првични реакции стивна, она што навистина остана во јавноста да тлее е токму одредени формулации каде што е пререгулиран законот, дека оние дефиниции за тоа што е научно списание или научен труд навистина се прилично дискриминирачки и го исклучуваат многу голема база на научни списанија кои што се навистина потребни и релевантни во однос на најмногу во однос на хуманистичките и општествените науки. Се направи еден впечаток дека општествените и хуманистичките науки се девалвирани, дека се ставаат во ист кош со други видови на науки, кои што не така можат да ги изразат своите резултати, кои што не соработуваат или не, бидејќи јас доаѓам и од тоа поле, не соработуваме на тој начин, се доби еден впечаток дека законот е на еден начин квантифициран, односно се изразено преку метрика, преку бројки, колку трудови требаат, колку проекти требаат, на колку проекти треба да е одеден професор носител за унапредување, за да може да биде акредитиран за ментор и така натаму. Што е спорно во тој дел и мерливо да е, дали треба во 3 списанија, дали не треба? Она што е значајно, особено за тие датабази, за списанијата кои што се наоѓаат во тие датабази, кои што не се споменати во законот, да се навистина многу, ги прават професорите еден вид на борци на бројки. Затоа што објавување во тие датабази е навистина престижно, е навистина голем успех, меѓутоа тоа некогаш трае година до 2. Сме објавувале во таков вид на списанија во тие датабази и верувајте дека сме имале разни искуства, кога тоа било 2 години, кога тоа било некогаш 3 години, кога тоа било 1 година. Оно што доста обесхрабруваше е што во однос на овој предлог закон е тоа што новите генерации, она што успеавме да го постигнеме пред неколку години со вработување на лектори, на виши лектори, на демонстратори, на асистенти, сега некако како да ги изгубија својот полет, иако министерката кажа дека ќе има еден одреден преоден период за кој тоа ќе важи, меѓутоа сепак тоа, како што кажав, тоа квантифицирање на ниво на универзитет или на ниво на единица, навистина стана обесхрабрувачки, особено за младите генерации, затоа што беше премногу стеснет изборот каде тие објавувања на тие трудови може да се случат. Поради гледачите, затоа побрав концизност, например, сега го анализираме тој член, мислам, преку вашиот фискас 161 за научно-наставно звање. Сега може ли да го образложиме што е спорно според вас во оваа позиција што ја спомна и министерката? Да, она што е конкретно сега само ова, па потоа ќе видиме тврдењата дали автономијата се урива на универзитетите, на академската заедница и преку кои позиции. Тоа што е спорно, особено во тој во споменатиот член е по два основи. Најпрво е што тој член пропишува дека општите услови се пропишани со закон, меѓутоа посебните услови ги пропишува Националниот совет за високо образование. Тоа е нешто што е новина во овој закон, односно тоа е зголемување на Националниот совет и неговите ингеренции. Досега посебните услови ги пропишуваше секоја единица на универзитетот и тоа се правеше по еден пат на
да речеме взаемен договор, односно како тоа се случуваше според потребите и профилот на самиот универзитет. А Националниот совет е тело Националниот под ингеренција кој го формира? Кое што? Според предлог закон. Чии што членови се 6 се на предлог на Интеруниверзитетската комисија, 6 се на предлог на министерот кој што раководи тој ресор, односно на владата, еден представник од студентите, ако не се лажам, еден представник од Стопанска комора, сега во новиот закон, во претходниот закон беше од Добро. од деловниот круг, и сите тие ги бира собрание. Што значи дека Националниот совет, дел од проширените ингеренции на Националниот совет е токму пропишување на овие посебни услови. Јас многу се извинувам, Да, честно да, е за да тоа. кажеме дека така беше и во минатиот Така е, закон. точно. Дека тука ништо не е променето. Како што стоеше во стариот закон, Добро. така и сега. Но важно е, за да не мислат гледачите, дека е направено нешто ново, што ќе ги зголеми ингеренциите на владата. Не, идентично како беше во стариот, така и во Па овој што е закон. спорно? Начинот Тогаш на тоа е бирање исто на решение. Националниот совет е тој, преку Да. собрание, но во новиот предлог закон зголемени се ингеренциите на Националниот совет и тоа е тој што една од новите ингеренции на Националниот совет е да ги пропишува посебните услови за избор. Што значи дека ние имаме веќе едни услови, општи услови во предлог законот за високо образование и да речеме дека тој кога би се донел, вториот чекор што ги очекува сите оние кои што треба да преминат во високо звање, треба да очекуваат уште еден вид на избори, на услови за избор во повисоко звање, кои што ги пропишуваат овие членови Добро, на што Националниот е совет. целта еве, ако има представници на бизнис, представници бирани од собранија, во собрание знаеме како се диктира преку владеачко мнозинство, кој да е. Прво сите се тие професори. Прво треба да се каже дека без оглед кој ги предлага, сите се тие професори на универзитетите во Македонија. Собрание ги избира, од тука сметаме дека имаат најголем легитимитет и дека е значајно тие да бидат независни. Токму затоа имаше тој и претходно одредени ингеренции, ние сме ги зголемиле за неколку, еве сме рекле дека тие ќе одредуваат дополнителни некакви услови, односно посебни услови за избори. Законот го дава минимумот. Да, но дозволете да ви објаснам на што реагираат. Па нормално дека ќе зависи. Значи од тој состав таму. Нормално дека ќе зависи. Значи тие треба да бидат и брана и за професионализам и брана од политички влијанија сега. Не, да се разбере. Сега малку треба да ги читаме работите, нели меѓу Точно ќе ги читаме редови. работите така како што треба. Законот е минимум. Дополнителни услови ќе се постави Националниот совет составен од професорите и тоа така и треба да биде, за да не ги дава ниту владата, ниту собранието, туку Национален совет за високо образование и такви има скоро во сите држави во Европската унија и универзитетите се после тоа слободни, ако сакаат да ги подкренат, ако сакаат да додадат уште некои дополнителни услови. Во овој момент, јас ќе ви кажам пример, Добро. економскиот факултет има повисоки услови од сите други факултети економски што имаат во државата и од други факултети не економски, туку и други факултети во УКИМ. Значи, тука јас не гледам ништо спорно, дополнително. Да беше добро како до сега, ние ќе се наоѓавме малку над 2000-тото место на Шангајската листа, а ние сме подолу. И не мора да е Шангајската, било која ранкинг листа. Добро. Затоа се неопходни промени. Се извинувам само уште една реченица. Сите и опозицијата е согласна дека промени треба да има. Сега само дискутираме, а може ли пратеничке она што ве праша вас? Проблемот е дали ќе објавуваат во базата Web of Science или ќе објавуваат обштествено-хуманистички во базата Scopus. Тоа е 161. Да, тоа е добро, 161. ама дел од 160, тоа е 161, но дел од тој процес на напредување до титула е и одлуките на Националниот совет, како се вели, Не така. критериумите кои они ќе ги донесат, да. Добро, Костадиновска го видел нешто. Да, јас да, согласни сме дека треба да се зголеми квалитетот во високото образование. Впрочем, после носењето на секој закон по извесен период се забележува нешто треба да се поправи или не. Меѓутоа, зошто велиме дека овој член или овој начин на пропишување на посебните услови директно ја
пополека ја еродира автономијата на високото образование. Да, тие се и во претходниот закон и во овој закон членовите на Националниот совет ги бира собранието. Се зборуваме за ингеренциите нивни, тоа е различно. Нивните е така. Ова е еден вид на нивна нова ингеренција, иако нивниот состав е разнолик, нели мора да има од сите научни полиња, сепак тоа представуваат, еве конкретно од хуманистички науки ќе бидат двајца представници. Тие двајца представници треба да обслужат или да одговорат на барањата, на профилите на сите оние студиски групи и факултети кои што профилираат науки од општествено и хуманистички карактер. Тоа е тој проблем. Досега тоа си го правеше секоја единица преку правилник кој што тие сами го работе, односно службите во ректоратите, заедно со единиците. Тоа е еден од најголемите проблеми и како што кажав, тоа го повлекува и оној проблем во однос на тоа како во членот 2 конкретно исто така е дефинирано научното списание. Многу е тесно за онаму каде што хуманистичко-општествените науки можат да објавуваат трудови, затоа што се работи за студиски групи како правни науки, економски науки, јазици, филозофија и така натаму, кои што не го сакам терминот нерелевантни, туку повеќе се свртени кон своите истражувања во своето поле. Ајде да околу научните списанија и бројот и квалитетот и дефиницијата во овој дел да прецизираме околу тој научен совет и неговите ингеренции. Планирате, размислувате за некаква интервенција и промена од сегашните позиции во законот? Колку што јас разбрав, пречи, ќе треба да ги прочитаме сите, ние стварно не стигнавме сите забелешки да ги погледнеме, самото негово постоење. Не, новата ингеренција додадена со новиот закон, колку што сватите јас. За Националниот совет зборуваме? Националниот совет. За Националниот совет. Дали ќе се повлечеме? Националниот совет е едно врвно тело кое треба да биде мост, кој има стратешка улога. Националниот совет дава национален план за високо образование. Националниот совет дава национален план за наука. Тој го одобрува собранието, поминува преку владата, односно преку Министерството и владата и стигнува во собрание. Значи, неговата улога е исклучително значајна и е независна од работата и функционирањето на владата и токму затоа сме му донали ингеренции. Ако јас не гледам тука на вистина никаков проблем. Само две институции се пожалија на вакво нешто. Ако повеќе има, јас немам ништо против да се промени тоа, но мислам дека ќе биде на голема штета на квалитетот на високото образование и на научната мисла во Македонија. Затоа што без било какви критериуми ние паѓаме надолу. Со некакви критериуми, ова не се европски критериуми, ова не се страшни критериуми, ова не се револуционерни критериуми, ова се достижни критериуми кои ќе треба да го поткренат со тек на време, со повеќе години, квалитетот во високото образование и да ги направат видливи нашите универзитети и професори. Ајде малку околу член 161, повеќе позиции сум запишала поврзани со тоа наставно научно звање, објавување на 6 до 7 научни трудови, претежно во списанија со импакт фактор. Објавувањето чини илјадници евра, баш би сакала, еве вие сте од филата да ми кажете, ние новинарите си лицитираме со бројки, колку чини објавување на еден таков авторски труд во едно такво престижно списание. Не се земаат предвид публикации во книги, делови од книги, локални и научни конференции, со што се маргинализираат бројни релевантни и квалитетни научни придонеси. Објавените трудови и научно-истражувачки проекти се вреднуваат доколку лицето го има наведено називот на универзитетот каде е вработено, значи трудови сработени и објавени на матичниот универзитет, но не и предходно пред тој ангажман. Ова се дезинформации. Што е од ова министерка што се сложи пратеничката дека овде има многу дезинформации, како што беше она нема веќе вонредно студирање и така натаму. Прашавте конкретно. Објавување до 6 до 7 научни трудови. Од 0 до над 3-4-5 илјади евра. Од 0 до над 3-4-5 илјади евра. Вреди, чини да се отпечати труд во некое списание.
Министерството секоја година распишува конкурс и ги рефундира платените средства за објавените трудови во списанијата со импакт фактор од било која база. Во 100% министерка морам да правам. Во 100%. И лани имаше 25 такви автори и на 25 луѓе им беше исплатена полната цена. Но има многу списанија во кои не бараат средства. Многу такви списанија. Океј, решиле во такви. Дополнително министерството дава еднократна... Како? Оваа позиција 6 до 7 научни трудови, со ова се дефинира дека се зголемува, нели тој прак се заоструваат условите. До сега требаше 6 труда во референтно научно списание, тоа е дефинирано. Добро. Сега велиме 6 научни труда, од кои 3 во референтно научно списание. Добро. И 3 во списание со фактор на влијание во базата од Web of Science или Scopus. Добро. Во овој дел нешто спорно има? Видете, според вас, бидејќи бројни беа реакциите токму во овој дел за член 161. Оно што е еден од најголемите проблеми беше што Скопус беше првично исклучен, нели, од овие цитирања, и тоа беше првото и тоа беше едно од најважните барања, затоа што Скопус представува една навистина голема рамка за објавување, особено во хуманистичките општествените науки. Добро. Така е, едно објавување во овој труд, во овие списанија може да чини 0, може да чини 2, 3, 4, 5 илјади евра, што исто така, јас како еден поранешен корисник на тие средства од Министерството, морам да кажам дека се разбира дека тие средства се малку и дека нема да можат да ги обслужат сите оние кои што во тековната година ќе бидат на реизбор, што значи дека 25 трудови на годишно ниво, навистина, односно 25 рефундирани трудови на годишно ниво е навистина малку. Толку се пријавиле. Толку пратенички се пријавиле, да се пријавиле 250 на сите 250. Видете, тоа значи дека можеби само толку успеале во тој рок да објават, што значи дека да не ги исклучуваме оние дека не се ни обиделе и така натаму. Оно што го кажав и на почеток, тоа објавување не е недостижно, тоа не значи дека нам на професорите сега ние сакаме да бидеме многу комотни во нашата позиција, туку тоа значи дека секогаш постои ризик во дадениот рок, тој рок да не се постигне. Особено што ова, повторно ќе кажам, метричка вредност која што е дадена во закон како H-индексот не зависи од самиот професор, тоа зависи од колку тој ќе биде цитиран, или јас еве како англист, така да кажам, побарав објаснување од моите колеги да ми кажат што е сега тој нов H-индекс, и тоа кажа дека тоа има една многу проста математика како може тој H-индекс да се постигне. Добро. Односно дека не зависи од самиот автор, не зависи најчесто од релевантноста и тоа каде е објавуван. И сега многу нормално дека еден труд од медицинските науки или од природните науки би бил многу повеќе интригантен, можеби, за поголем дел публиката, за разлика од тоа доколку некој од колегите македонисти или англисти објави за некоја специфика на јазикот кој што го обработува, што не секогаш е интересен за сите. И што би сакала да кажам, долго време, бидејќи се разбира, јас предавам англиски јазик во мојот универзитет, ние се трудевме кога видовме дека стануваме повторно нема да речам нерелевантни, туку дека не сме секогаш во фокус на поголемата јавност. Одамна се обидувавме да изградиме своји цитирани списанија преку меѓународна соработка, преку интердисциплинарност, и тоа благодарение на нашите ректорати, на нашите ректорски управи, верувајте дека го постигнувавме. И сега наеднаш испаѓа дека со тоа што не се вклучуваат тие датабази, каде што нашите списанија се вклучени, дека досега се што сме работеле за џабе, а тоа беше не само начин каде ние ќе објавуваме трудови, ќе објавуваме дел од нашите истражувања, туку тоа беше еден вид на поддршка за младиот кадар, за асистентите, кои што, верувајте дека во тие наши конференции кои што ги одржуваме, од кои што излегуваат тие конференциски истражувања. Токму тоа, не сте работеле за џабе. Токму тоа треба да го направи Националниот совет за високо образование. Тие треба да направат ранг листа на ваквите релевантни списанија кои потекнуваат од Македонија или од околината, каде што нашите можат да печатат
и се дополнителни услови. Оти кога ви избираат, нели ги имате општите Да, основни посебните, и да. после имате посебни дополнителни услови и тоа треба го направи Националниот совет, и ако е во некое познато македонско списание, повеќе поени, ако е во помалку посебно, тие ќе ги изрангираат по области, по се што треба, тоа е нивна работа, значи, и тогаш ќе се соодветно бодува работата на Добро. наставно-научниот кадар. Едно од клучните прашања, министерка, беше автономијата, односно дали министерството, воопшто власта, сега зборуваме која идеја, бидејќи законов ќе остане во наследство на некоја следна власт, остава простор за не остава простор, законот ги централизира моќта на високото образование во рацете на Министерството за образование на владата, но дали се прави обид да се влезе во таа автономија на универзитетската фела на универзитетите која толку ревносно се брани, таа е символ на академската заедница. Еден од коментарите кои се објавени на ЕНЕР, предлог законот ги проширува надлежностите на Министерството за образование во прашањата на кадровска политика, управување со имот и финансирање. Ова предизвикува прашања за автономијата на универзитетите, особено во носење на академски и научни одлуки. Се разбирав дека не е прецизирано преку кои позиции. Благодарам за коментарот. Ниту член, ниту став, ниту решение, вакви не може да се земат во обзир коментари. Затоа што честно е да се рече, во овој став сметаме дека сте зеле преголеми ингеренции како влада или не знам што. Вакви флоскули и магли стварно само се трошење на енергија и време. Например, член 132 став 10. Овој член е во спротивност на член 8 за академската слобода. Слобода на избор на студентите на студиските програми во утврдување на содржината и така натаму. Ова ви го кажам само еден од примерите, бидејќи обидот за уривање на автономијата секако не е преку еден член од законот. Тоа се различни позиции кои се толкуваат од страна на академската јавност. Ова е еден од примерите, например за студентските програми. Значи, јас денес бев на УКИМ 3 сати. Добро. Во еден момент реков, има ли присутни од правен факултет? Таму беше декан, таму беше академик, таму беа присутни други професори. Ве молам, сега е време. Цитирам, ако има нешто противуставно, кажувајте сега да го поправиме. Да не ни падне законот на Уставен суд, затоа што сите ги сакате промените. И они ги сакаат и рекоа дека ги сакаат промените. А ако нешто ја нарушува, ова сега го додавам, а ако нешто реално ја нарушува академската слобода, сега е време да кажат во кој член и како. И да дадат предлог како тоа да се поправи. Правници пишуваат закон, не пишува министерот закон. Министерот го подпишува законот, го чита да е согласно со неговите политики. Правници ова го направија. Ако правниците не мислеле дека навлегле во академската слобода, јас уште помалку можам да мислам дека тоа е така. Не се согласувам дека се централизира власта, не се согласувам дека сме навлегле во академската автономија. Но ако некој правник смета дека е така, нека даде предлог, сериозно ќе го разгледаат стручните служби и правниците кои учествуваа во групите на креирање на законот. Добро, Стојчевска. Јас исто така ги видов и коментарите, меѓутоа имам можност да добијам и други коментари од академската фила. Ја веќе кажам еден пример дека предвиденото менување на статутите на универзитетите од страна на владата представува директно нарушување на автономијата. Тоа е еден пример. Тоа и сега така, Бисера. И сега еде минатата влада и наследната влада поминуваат сите статути и сега по овој закон е така. Ништо ново нема тука. Видете, самиот процес на аминување. Тие сите статути поминуваат преку влада и сите извештаи на ректорите доаѓаат во собрание. Но овде има еден повисок степен на авторизација кој што представува еден вид на навлегување во автономијата. Ама ништо не е променето, влани и преклани, ништо не е променето. Морам исто така да го кажам дека е нешто што навистина одекна, а тоа е оној момент на отсуството на еден механизам против непотизмот. Да, вашата изјава беше дека не може да биде синот, исклучен од можноста за вработување на одредена институција, доколку има родител кој што веќе работи таму, меѓутоа верувајте дека она што е исклучено од законот е само да не може од
прва линија да учествува во избор, во рецензионна комисија и така натаму и така натаму. Има одредени други прописи кои што се дадени во самиот закон, како на пример доколку после одреден избор просветен инспектор влезе во самата институција и види дека има недоследности во однос на одредениот избор во високо звање, се казнува рецензионата комисија. Да. Со некоја казна до околу 5000 евра. Да. Таа казна, освен мислам дека само ја успеавме во законот за заштита на културно наследство во предлог законот да ја воведиме, не само што е многу висока. Со ова сега доаѓаме до еден момент каде што ќе биде многу тешко да се формира рецензионна комисија. Не. Што значи дека ако се сигурни дека работат по закон, нема да дојде до казнување. Верувајте законот е толку дециден, овие документи треба да ги има, овие трудови во релевантно списание, овие со импакт фактор, да се избодира кој што се бодира, ке се потпише и нема да плати казна. Казна се плаќа за неправилен избор. Видете сега, точно, дали тука се јавува еден, сега извинете вака за генерализација, тука се јавува еден интересен облак. Знаете дека секогаш повеќе се чешлаат јавните универзитети. Сега вака извинете, рековме да ќе бидеме доста конкретни, но секогаш повеќе се чешлаат јавните универзитети. Мислам дека ќе се согласиме сите дека некако испаѓа дека во овој закон овие универзитети кои што со години, со традиции имаат кадар, се трудат да ги осовременуваат своите студиски програми, се трудат на вистина да придат на студентите најквалитетно образование можно, бидејќи се државно финансирани универзитети, дека поголем дел, не сакам да генерализирам, поголем дел од приватните факултети кои што стануваат на исто ниво со имаме дел со државните факултети, некако се изземени, верувате, целата оваа слика за одговорност и поголем квалитет. Имаат реакции од приватните. Вемо, ќе ми дозволите, сакам колегата Димовски од пред кривичен суд да го вклучиме. Зуки, ако се слушаме, пред да повикам реклами, каква е ситуацијата, што има ново? Да, нета новоста која што току пристигна од Кривичниот суд Скопје е тоа дека Артан Груби заминува во домашен притвор. Јавното обвинителство Скопје, како денеска беше на распит Артан Груби кај оваа институција, одлучи да побара од Кривичниот суд на Артан Груби да му се определи куќен притвор, а Кривичниот суд, односно судија на претходна постапка, го прифати тоа барање, инаку образложението на Основниот суд Скопје зошто Артан Груби треба да замине во домашен притвор е тоа што сам се предал на полицијата, односно на институциите, обезбедени се доказите, меѓутоа според нив и во притворското оделение во кое што денеска беше спроведен поранешниот вице-премиер Артан Груби, не му се обезбедувала безбедноста на него, меѓутоа и на неговото семејство дома, па поради тоа Основниот суд, односно Кривичниот суд Скопје и Основното јавно обвинителство по нивно барање е одлучено Артан Груби да биде во домашен притвор, меѓутоа сепак со мерки на предпазливост, каде што ќе му биде одземена и патната исправа. Сега што току стигна од Кривичниот суд Скопје соопштение во кое што се вели Основното јавно обвинителство и по нивно барање издаде наредба за спровод на осомничениот пред јавен обвинител за негово сослушување. Воедно во текот на денот одбраната на осомничениот до судот достави предлог за замена на мерката притвор со куќен притвор, кој предлог е проследен до надлежното јавно обвинителство за да се произнесе по истиот. Со оглед на фактот дека јавното обвинителство ја води истрагата и согласно законските овластувања оценува која мерка е соодветна и доволна за непречено водење на истрагата. Обвинителството до судот писмено достави позитивно мислење, а воедно на самата расправа за сослушување јавен обвинител предложи определување поблага мерка за обезбедување на претходно определената. Врз основа на сето тоа судот го сослуша осомничениот, во присуство на негов бранител донесе решение за замена на мерката притвор со мерка куќен притвор со 24 часовен надзор, кој што е доверен на Министерството за внатрешни работи, а дополнително определена е мерка за предпазливост, одземање на патната исправа и забрана за издавање друг документ за преименување на државната граница. Против ова решение странките имаат право на жалба пред Кривичниот совет. Ова беше соопштението кое што предмалку стигна од
Кривичниот суд Скопје. Инаку само тука пред да се одјавам да подсетам дека пред 14 месеци додека поранешниот вице-премиер Артан Груби беше практично избеган на територијата на Косово, во негово отсуство основното јавно обвинителство побара, Кривичниот суд прифати Артан Груби да биде во ефективен притвор од 30 дена, меѓутоа после 14 месеци бегство практично институциите, односно основното јавно обвинителство Скопје и Кривичниот суд донесоа одлука Артан Груби практично да оди дома. Анета? Да, Зоки, тоа беше пред 14 месеци за ефективен притвор, 14 месеци подоцна. Според нашите надлежни правосудни органи, според нашиот систем, добро е што Артан Груби сам се пријавил на граница и во моментов државата не може да ја гарантира неговата безбедност за ефективен притвор, па поради тоа заминува во куќен притвор. Артан Груби, куќен домашен притвор, одреден од Кривичниот суд. Зоки, благодарам за ова вклучување, ова е најновата информација. Правиме една кратка пауза за реклама и повторно се враќаме на предлог законот за високо образование. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Министерка, она што ќе биде сега во овој период нормално, вие ги примате сугестиите, коментарите, ама се ловат оние позиции кои се сметаат за дискриминаторски, за противуставни, се разбира, а поентата не е да се донесе закон кој потоа ќе биде оспоруван и ќе паѓа или предуставен суд. Например, дали не сметате дека има дискриминација во едно од законските предложени решенија, се укинува трајно звање, реизбор на секои 7 години, овака за вовец сум го напишала, дали ме демантирате. Конкретно, новоизбраните редовни професори ќе подлежат на реизбор на секои 7 години. Не на секои, еднаш. Само еднаш, не на секои 7. Само еднашка на 7 години. Еднаш се избира за професор, нели? Добро. Од вонреден во редовен, реизбор на 7 и тоа станува доживотно. Додека оние со стекнат статус за нив ретроактивно нема да важи. Са дали не смета дека овдека има некоја дискриминација во однос на оние со стекнат статус досега? Не сметам, ако дискутира јавноста дали е фер, дали е етички, не можам да кажам. Не зборувам, ние се легалистички. Дали може некој да го оспори овој член и да Господи Додеска, правници рекле дека нема ретроактивно важење на закони. Па добро, и правници... Не на овој, на сите. Но не значи така дека... и во светот. И на сите, нели? На Кривичниот нема ретроактивно, на законот за образование претходен немало ретроактивно дејство. Така одлучиле они. И ние се држиме сега за тоа правило. Впрочем, ако по некакво чудо, нели, успееме да спроведеме нешто поинако од ова, верувајте дека пола универзитети ќе не останат без кадар. Но не се криви, не се барало. Не се барало, не биле проактивни, не биле заинтересирани за научно напредување, што е лошо, што не е добро, што не требало да биде така, затоа сме на дното, но не можеме да ги обвиниме. Добро. Сега бараме од сега натаму нагоре. Добро, ако ги земеме сите овие делови од овој мозаик, конкретно за напредување, ќе станува ли академската титула се понедостижна или ќе станува достижна за оние, како велат дел од опозиционерите, со подлабок джеп? Вака, која е перцепцијата вкупна, ако ги земеме сите делови од ова предложено законско решение? Станува престижна, се извинувам, престижна ќе стане. Да не се вратиме, професорке, на времето високото образование беше мисловна именка за децата од работничките семејства, па потоа имавме тотален пресврт, па имавме универзитети на секои два чекори, тоа владата на ВМРО ДПМН ги донесе тие одлуки за дисперзирање. Токму тоа е еден од најголемата грижа во овој аспект, а тоа е дека со вака поставените услови општи и оние посебни кои што допрва треба да се обзнанат, нели, ако вака остане ова законско решение со преку Националниот совет, станува на вистина
многу потешко и поневозможно да се стигне до тој втор реизбор, кога всушност еден професор на универзитет го добива тоа свое трајно вработување, бидејќи до тогаш се потпишува договор само на време траење од еден до друг избор. Меѓутоа, јас би сакала еден друг аспект, што навистина исто така остава еден простор за можеби еден вид на поголема дискриминација, која што можеби не е така дефинирана. Тоа е, како што дадовте и вие сама изјава, дека тоа што не сака да напредува, може да остане, дека веќе се исклучува оној момент на толку не се исполнат условите за наредното звање, да остане во тоа во едно исто звање конкретно доживотно. Да речеме дека тоа би било доцент. Сега дали тоа не е малку не фер и навистина дискриминирачки, затоа што имаме некој кој што нема да се труди, ќе остане доцент и ќе биде реизбиран нели во доцент доживотно или кога ќе ги исполни тие услови да ги и исполнува. тој останува доцент, а додека некој кој што се стреми да биде и кој што навистина има и капацитет и полет да биде, да го достигне врвот во својата академска кариера, да биде редовен професор, е на еден начин дискриминиран затоа што тој ќе мора понатаму се турка да ги исполни своите услови. Знаеме дека доцент може да предава нели до одреден степен на студии, а редовен професор предава и на до дипломски, магистерски и докторски студии и може понатаму да биде ментор. Дали лично јас сметам дека тоа е еден вид на обесхрабрување, дека секој може да го постигне пример првиот степен и да остане таму. Конкретно сме имале случаеви каде што сме имале професори кои што навистина сакале да напредуваат, меѓутоа верувате дека финансиски не е за секој тоа возможно. Бидејќи вака поставените општи услови од старт обесхрабруваат, јас сметам дека мислам дека тоа се реакциите на многу голем дел особено од младите научници, дека тоа ќе стане возможно само за оној кој што ќе има можност да плати. Бидејќи јас сум користела од тие средства, кои што како што напоменав, верувајте, тоа е навистина многу мал дел од она што треба да се покрие во однос на таа публикација. Имаме исто така, јас би сакала тука да го напоменам и тој момент за интердисциплинарноста во однос на изборите, меѓутоа не знам дали го имате како уштен коментар, но во однос на реизборот исто така новина е дека и за ментор на втори трет циклус ќе треба да се исполнуваат услови и професорите да се Добра, може министеркава да одговори во овој дел дали не препознава дискриминација и крајно обесхрабрување на младите научници кои сакаат да одат нели до највисоката академска титула. Не велам дека не може да се гледа од тој аспект, но тој е негативниот аспект. Позитивниот аспект од кој се гледа и дека некој кој не може да ги исполни условите и не треба со сила да му се помага и да му се овозможува да напредува затоа што и него заслужува тоа. Па овој кој ќе остане цел живот во доцент, ќе ви држи на вие што ќе напредувате и предавања, и вежби, и се што ќе му зададете како обврска, што е во неговите ингеренции, вие ќе имате малку послободно време за читање, за пишување, за менторска работа со студентите, за консултации. Значи, секој може да си го најде своето место. Битно е што тој ќе остане доживотно таму, мора да ги исполнува стално условите за тоа. Значи, не може да биде. И казнете, ќе има помала плата. А вие ќе имате, грубо ќе го кажем тоа, помошник, кој ќе ви помогне вие полесно да напредувате ако може. Тоа е другиот аспект што гледаме. Ајде сега да го видиме и овој аспект. Велиме дека нема законот да важи ретроактивно и секој што е затекнат во својот избор, конкретно за редовен професор, тоа нема да важи. Сега се крена една фама и беше па сега што се буните, кога вие сте редовни професори, не треба да се буните, да кажувате како да се подобри законот, а од друга страна самиот закон овозможува некој да не напредува. И сега знаете сигурно на многу дебати сте имале коментари како ако некој не сака да објавува или ако некој толку долго се затекнал во дадена институција, па што бара во таа институција ако не сака повеќе да објавува. Не се сите на исто ниво, додека пак во односењето на одлуки на единиците, сите ќе бидеме на исто ниво. И доцентот и јас како редовен професор учествуваме во научно-наставниот совет и носиме заеднички одлуки, но јас, како вонреден редовен професор,
знам каде ми е местото, знам како треба уште понатаму да работам и дека ништо не застанува со последниот избор, но не сме во иста позиција. Тој како доцент или таа како доцент останува таму и го знаеме дека секогаш има професори кои што ќе одат на тој минимум, да го исполнат минимумот и токму тоа сакам да ви кажам дека ова звучи како ние да велиме вие што сакате да го направите минимумот, направете го минимумот, ќе останете таму и ќе одлучувате за иднината на вашата институција, оставете ги овие што сакаат нека одат на H-индекс 7, 9 и така натаму и така натаму. И треба да одат. И треба да одат. Јас се согласувам, најспособните треба да одат. Најспособните треба да го добијат. Знаете како високото образование и е престиж и не случајно. Престижно е, не е професорското место за вработување. Не се универзитетите предпријатија за вработување. На универзитетите треба да работат најдобрите и треба да студираат најдобрите. Најдобрите. Не секој што ќе посака, не секој што мисли дека е тоа добра позиција. Извинете, во Германија од 600 оделение. Од 600 оделение им велат, ти на занат, ти во гимназија. Па после му вели, ти на природни науки, ти на нешто друго. Добро. Ти на медицина, ти на диететика. Значи, каква силна ингеренција има државата? Не сме го направиле тоа. Ниту го измисливме ова со ти животните. Добро. Извинете, Анета ве мола. Морам да го има прекршам. насекаде. Повелете. Извинете. Ќе ми дозволите, Го има Стојчевска, во Европа. околу приватното високо образование, еве еден од коментарите повторно беше, можеби тука има пореален основ за лоцирање на дискриминаторски однос кон приватните универзитети, коментарот го цитирам, преку селективно ограничување или блокирање на одредени факултети и студиски програми во вршењето на професијата. Значи, законот сепак предвидува филтрација на одредени студиски точно. програми. Зборуваме за приватни универзитети, кои при тоа по дефиниција на закон и тие се вршители на јавна функција. Како? Како? Извршување на една од улогите, образование, образовен процес. Јас, студентите кои студираат на одредени приватни факултети, кажуваат дека имаат диплома, а не студирале. Целата јавност зборува за тоа. Не сум студирала таму, не знам, не сум Министерка, следила. вие не можете паушално Не да говорите. генерално. Сега Не, вие треба не, да не, не, говорите не, не. со факти. Значи, Оваа вистина ја зборуваме- знаеме и ние. Сите Јас ја познавам знаете. функционери од Ако ја- претходната и од сегашната владеачка Ако ја гарнитура знаете, со такви ирелевантно, дипломи, но небитно. платени, купени, па ние имаме Дозволете да функционери објаснам. во власта Ако е кои така, поседуваат универзитети приватни, Ако каде е се така, купуваат. државата има право, не има право, има обврска државата, било која влада, не оваа, секоја, од и таа е представник на државата и парламентот, имаат обврска да ги штитат сопствените граѓани, да го чуваат јавниот интерес. И во овој преоден период на оваа држава и тоа е потребно. Добро, што вие во и план таа со мора приватните да ги универзитети, колку има во моментов? Прво приватните Сега ме прашувам, универзитети ќе ако го знаете. почитуваат законот и ќе работат законски. Немаше институција која ги контролира. Имавме одбор за акредитација, одборот за евалуација никогаш не проработе. Сега проработе со оваа власт одборот за евалуација. Направи 9 евалуации во 9 месеци и напиша 4 негативни извешти и им следат казни. Со овој закон ќе овозможиме тие или да работат како што треба, или не треба Што да е според постојат. вас како што треба? Значи, дали По закон, на пример по закон, дали тоа е ако како што укинете треба. одреден По на пример закон. или го ограничите еден факултет дека не може да има катедра по право, Да. вие на таков начин ќе го спречите тој одреден факултет, X факултет, да штанца дипломи, да издава дипломи. Што е намалувањето на наставните Како по право, програми? нема. Пример, Ако која е немаат катедра да го правен ограничите? факултет, не Ама- можат да штанцат дипломи по право. Ама ќе имате друга катедра. Сакам да прашам системско дали решение имаме ние за контрола на тој Имаме. приватен сектор. Имаме. Тоа е, дали со ускратување на програмите вие решавате Тоа што никогаш не овој проблем. функционирало, тоа е друг проблем. Имаме системско решение и во Законот за квалитет во високото образование, и во Законот за високо образование, ќе го има и во Законот за научно-истражувачка Не, дејност. немате веројатно со приватните универзитети се видовте, разговаравте Се со видовме нив? и се договоривме. И јас им благодарам на нивната разумност. Добро. Имавме плодна
вистина, овие дискусии, всушност сите овие расправи излегува многу корисни и многу плодни и за оваа страна што се представува како држава, аз сум универзитетски професор, и за другата страна. Јас постојано велам, ние мора да сме пријатели во партнерски односи ако сакаме да постигнеме нешто. Се договоривме. Сите, освен два приватни универзитети, се сложија дека без проблем треба и ќе ги затворат своите правни факултети. Ќе ги затворат? Да. Да. Нема повеќе да запишуваат студенти на право. Ама зошто? Прашањето е зошто? Дали преголема регулација, дали не. Зошто? Зошто? Затоа што и тие сметаат дека конечно во оваа држава треба да има јавен интерес. Јавниот интерес државата го покажува со тоа што финансира. Без оглед каде ќе финансираме, на јавен, на мешовит, некојаш можеби и на приватен, не знам, ќе одлучи државата дека има некаков интерес таму. Тоа има обврска. Тој универзитет има обврска да се одолжи на своите граѓани кои го плаќаат. Оти не плаќа владата, не плаќа државата, плаќаат граѓаните на оваа земја. Да, долго време се боревме нели за таа либерализација во високото образование, ова како што велите, ако се затворат тие студии, тука ќе имаме нели одреден корпус на бруцоши кои наместо правни на студии УКИМ, на УГД, на УКЛО, сега, на ДУТ, на Мајка Тереза, на Шкулов. Други прашања, дали таму квотите ќе ги зголемите, дали некои студенти ќе останат надвор, па дали никој нема да остане надвор, нема деца. Сами ќе се позатворат затоа што нема деца. Не треба министерот или законот да ги затвора, сами останавме без деца, сами ќе се испозатворат. Се исплатили за тројца или за 5 студенти да постои универзитет, не? Па добро, вашите колеги од, например, од некој катедра, например, за македонски јазик или ама не зборуваме за нив, ви се молам, па сега тоа е државен интерес. Не, ама таму се препознаваат, нали? Ама се, мене ми е жал што универзитетски професори се препознале, во ќе се затворат програми. Нема според таа математика што ја кажувате сега, по таа математика одиме. Ама јас точно кажав, како беше тоа, некој си, еве и сега пак ќе ми се смеат и ќе ме критикуваат, оти не знам да го кажам точниот назив на студентската програма. Не, некаква безбедност на приватно и приватно и корпоративно право. Тоа ако не знаеме да го кажеме, тоа не значи дека нема додадена вредност таа програма. Има затоа што се препишани. Затоа што се препишани од големи земји, од големи универзитети, каде што тие деца кои што ќе ги завршат тие студиски програми, има каде да работат. Каде ќе работи што ќе работат овие деца овде? И не само тоа, какви граѓани ќе бидат. Универзитетот не само што треба да даде компетенции, универзитетот треба да создаде одговорен, интелектуалец граѓанин кој ќе ја води утре земјата. Стојчевска, како пратеничка група сакам да прашам, вие за сега позицијата ви е во пакет, вака предложение од закон има да добие поддршка, но и ве слушам од министерката дека дел од овие забелешки ќе бидат разгледани од работната група и дека се возможни некои отстапувања, некои модификации во законското решение. Веројатно од тоа ќе зависи вашиот конечен став, како ќе се позиционирате. Најпрво треба да, мислам дека од кога ќе заврши цела јавна дебата, треба да се види што е тоа што ќе биде инкорпорирано, како што каже министерката, повторно ќе биде објавено и на ЕН. Меѓутоа, доколку тие промени повторно, како што дефинираат членовите 198, 199 и 201, мислам дека беше, доколку таму повторно се постави на предлог на министерот да се, односно доколку повторно не се ограничи политичката улога, доколку повторно се постават овие услови кои што дополнително ќе искомплицираат, доколку не се слушне на вистина академската фела, дека треба и постепено да се инкорпорираат овие решенија, но дека треба да се одговори на сите дека ова не е едно решение за сите, туку треба да ги отсликува сите можни профили на академски граѓани кои што ги профилираме како високо образование, тогаш мислам дека тој закон нема да добие поддршка. И доколку ми дозволите уште многу кратко за последното кое што го коментиравте со министерката, тоа е за ставот на меѓународни интеркултурни студии.
на филозофскиот факултет, јас морам да кажам дека тврдењето дека катедри или студиски групи со 20, тројца, 5 студенти можеби за некој не изгледа дека е доходовно, меѓутоа верувајте дека доколку добро се направи на анализа на студиските групи кои што се нудат во високото образование, верувајте дека секоја студиска група е направена со цел да обслужи на кадарот, на кругот каде што тие студенти се вработуваат, и дека мислам дека имаме многу поголем проблем во високото образование отколку вака метрички поставените услови, а тоа се вика дисперзирани студии, кои што тие кои што се всушност го намалија квалитетот на во високото образование кога се воведоа, затоа што знаеме каква борба се водеше, кога студенти се укина. Кога студенти не се секаде укинати. Укинете ги, еве не ви се мешаме во слободата, укинете. Не се секаде укинати. Укинете ги. Меѓутоа, кога имаме кога јавните факултети се ставени секогаш на тапет, а студентите од јавните факултети, односно државните, и студентите од приватните факултети излегуваат на ист пазар на труд, тогаш не е потребно само да се договориме со нив. Верувајте, треба за сите ова да важи подеднакво. Знаете и вие, знам јас, сите знаеме дека не се случува истото на приватните факултети, не на сите, честни исклучици, не се добива истиот образовен процес кој што се добива на државните факултети, и токму тоа мора да биде една од причините на регулација и проверка. Заедно и едните и другите да подлежат на еден вид на проверка. Затоа што верувајте дека традицијата од јавните, од државните универзитети мора да важи исто и за избори во звања и унапредувања и студиски групи кои што постојат и на Добро, како зборуваме за приватните, па пола функционери актуелни поранешни и од прв и од втори и од трети ешелон се со дипломи од приватните факултети, па ако го доведеме во прашање на едното високо образование и стручност. И приватните и државните факултети имаат своји студиски програми, кои што некој ги акредитирал, кој што некој им дал дозвола да работи. Да не генерализираме дека секаде е тоа. Дипломата се разбира. Да не генерализираме дека секаде е тоа, меѓутоа поентата ми е дека мора да важат истите правила за сите. И за едните и за другите. Закон, велите, ке има за високо образование. Кога очекувате, министерка, например, да ги видиме првите квалитативни ефекти? Конечната цел е ова што го велите, да се врати достоинственото место на науката, на професорот, на студентот, да го кажеме, така, студентот е епицентарот на оваа тема. Да го видиме нашиот УКИМ или кој да е универзитет на таа шангајска листа во некој од повисоките. Утре да го донесеме законот, а ќе биде за некој месец, предпоставувам. Тој дава прилагодувачка компонента. При првиот реизбор не важат овие услови. Студиските програми треба да им заврши акредитација па да преминат кон модуларност. Значи, има временски период на прилагодување и потоа очекувани резултати. Во однос на изборите, мислам дека првите резултати би требало да се очекуваат негде за 6-7 години. И за студиските програми веќе би требало да почне да се создава еден квантум или критична маса која ќе го придвижи универзитетот нагоре. До тогаш ќе има подобрувања, но тие нема да бидат силно видливи. Добро. После тие 6, 7, 8 години веќе се ќе стане значи, видливо. процес ќе биде и самата имплементација ќе биде процес за да можеме да видиме квалитативно видливо нешто како ефект. Во тека јавна расправа, колку што 8-9 дена има од оваа фаза на јавната расправа? Да, утре сум на УГД во Штип, веројатно во петок во Тетово. Треба да се слушнам со Надут, со Апостол Павле, очекував да дојдат во Битола, не дојдоа со нив и не сум се договорила со Универзитетот на Југоисточна Европа, но еве ќе ги замолам да дојдат на Надут, па да видиме дали можеме некако да го скратиме ова мое патување низ Македонија. Да, треба сите да се сослушаат, треба сите да бидат вклучени, треба да биде транспарентно, никој не смее да се чувствува исклучен, сите се добре дојдени, за се дискутираме, за се разговараме
И верувам дека за најдоцна за 2 недели законот може да тргне во владина постапка. Во владина постапка и повторно на ЕНЕР со инкорпорирани Пред да оди на влада, ќе се оди на со ЕНЕР забелешките. неколку дена, нели, за да го видат. За да се види. На влада од влада собрание за дебат. Ако ми дозволите само мораме, многу кратко, краток морам да се коментар. одјавам. Сметам дека треба да слушнете и пошироко само од оние кои што сега ги слушаат од целата Така е. должна почит. Сметам дека треба да слушнете представници од синдикатите, представници од студентите, од сите оние инволвирани и помлад кадар и поискусен кадар. Сметам дека треба можеби во таа втора фаза да размислите да ги слушнете сите, затоа што сега онај форум кој што го имате е навистина ограничен и дека треба да бидат вклучени уште повеќе, дека така ќе дојдете уште во контекст ми и со студентите и со синдикатите, така да мислам дека ќе се направи како што треба. Министер за образование Весна Јаневска ви благодарам. Пратеничката Бисера Костадиновска Стојчевска благодарам и на вас. Ја завршуваме емисијата со веста уште еднаш кај на денот, поранешниот прв вице-премиер Артан Груби замина во домашен притвор со образложение дека после 1 година и 2-3 месеци доброволно се пријавил откако беше во бегство и поради тоа што државата не може да ја гарантира неговата безбедност во ефективен притвор. Анализа заврши, ви благодарам за вниманието.